Адхок телото пред неколку часа веќе има донесено првата одлука за санкција против еден медиум поради неизбалансирано известување и барање за покренување прекршочна постапка пред надлежниот суд, кој што веројатно првично треба да изрече опомена како прва мерка според онаа методологија која што утврдена, а потоа евентуално доколку се повтори ваквиот случај ќе биде изречена и парична казна, односно таков вид на санкција. Освен за овој медиум за кој што веќе има донесена одлука за изрекување прекршочна мерка, адхок телото разгледува во моментов можеби и при крај веќе седницата и извештаи за работа и на други медиуми, се предлагаат и други вакви ригорозни санкции, иако на вакво нешто се противат двајцата членови на адхок телото за работа на медиумите Димишкова и Чилиманов, кои што пред околу 2 часа дадоа изјава дека се врши притисок врз нив за тоа како да работат, како да делуваат, што да се санкционира и како да се третира работењето на медиумите во однос на известувањето за политичките фактори за работата на државните институции. Во оној случај каде што веќе има изречено санкција, се работи за известување според тројца членови на адхок телото кои што гласале за санкцијата за неизбалансираност, односно за прилози кои што се на тема специјално јавно обвинителство и транспарентност или нетранспарентност во однос на трошењето на парите на обвинителството со кое што раководи Катица Јанева, потоа гримаси, најави од страна на уредник кои што според Чилиманов и Димишкова се недоволна причина за некој медиум да му биде изречено казна, го оценуваат работењето на дел од Агенцијата за медиумски аудио и аудиовизуелни услуги, чии извештаи ги разгледуваат адхок телото како скандалозно, велат дека им се врши притисок во работата за дел од санкциите кои што се изречени, сметаат дека се поради лични конфронтации, односно пресметки на самиот директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Зоран Трајчевски со одредени медиуми. Тоа повторуваме според Чилиманов и Димишкова, и сметаат дека треба таквите препреки да се преселат на друго место, не тоа да се одрази врз оценката за работата на медиумите. По нив овде во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изјава даде и Љубомир Костовски, кој што е член на адхок телото по предлог на опозицијата, за кој што нема ништо скандалозно во ваквиот начин на одлучување, во ваквата одлука. Буквално извештајот наликува како да е субјективно направен конкретно за еден човек. Во разговор со агенцијата првично беше искажано дека тоа е направено согласно методологијата на агенцијата според нивните правила, за подоцна да не биде кажано дека навистина имало надворешни барања и ставови да се пристапи кон таков извештај. Ние, како адхок тело, не поставивме наши критериуми, затоа се повикуваме ние двајца на онаа веќе воспоставена, значи, француска пракса и методологија, дека 10 грешки се дозволени за медиум во првите 3 извештаи. Ги прифативме забелешките што постоја по 2 основа и по тие 2 основи ние ќе се поднесе прекршочна пријава. Се надевам дека ќе стигнеме, бидејќи ние имаме обврска со роковник кога треба да ја поднесеме, до кога работи судот и така натаму. Имаме уште многу да денеска да работиме, практично сите други телевизии, големи телевизии, зборам се, нека ми извинат, а другите колеги се пред нас и ние треба и за нив да се изјасниме. Според дел од членовите на адхок телото за медиуми и натаму секој може да поднесе представка до Агенцијата за разгледување на работата на медиумите, меѓутоа првичните показатели покажуваат дека дел од оние представки кои што досега биле поднесени биле од
страна на поднесени од IP адреси за кои што подоцна било утврдено дека се на адреса на главната опозицијска партија на СДСМ, односно дека некој има тенденција да поднесува представки за казна за медиумите за начинот на нивното известување, остануваат и натаму отворени, меѓутоа за работа, меѓутоа без притисоци, без насочување на работата на адхок телото кој што ги разгледува извештаите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.